Да, во студиото директорот на јавното претпријатие Државни патишта, господинот Коце Трајановски. И добро утро за вас. Добро утро. Ако патиштата се огледало на државата, господине Трајановски, вие кога патувате низ државата, како вашето око ги перцепира, ние перцепира инфраструктурата, што вие забележувате? Па видите, прем благодарам на можноста да се појавиме во македонската радиотелевизија и да ги видиме нашите видувања, да размениме мислења. Ако земеме за државните патишта, секаде во светот, бројката од повеќе од двоцифрената бројка, повеќе од 10% од собственоста на државата паѓа на автопатиштата. Тоа е единствена собственост која што е со двоцифрена бројка и во Америка и во останатите држави. Така да треба да се обрне големо внимание на одржувањето и на изградбата на новите патишта. Она што ми пречи кога ќе погледнеме нашите автопатишта, ќе забележиме дека навистина многу заостануваме за соседните земји. Пред се Србија, Бугарија, Грција. Значи, кога ќе влезете во Македонија, ќе видите дека патиштата пред се, тие се неодржувани во смисол на тоа што имате трева до самиот коловоз, да речем, до самиот автопат, до самиот асфалт. Оние што ги викаме еластични огради, некаде дури не се гледаат. Од тревата и од вегетацијата, не само тревата, туку се дрвја огромни, кои што може да се сокрие едно поголемо животно, а не да се сокрие не човек или слично. Тоа се значи голема непрегледност. Знаците кои што, информативните знаци, дали и големите портални табли или другите знаци, во голем дел на случаи се тие со вегетација преклопени не се гледаат. Сето тоа влие на безбедноста на патиштата. А самиот асфалтен слој долу е неадекватно одржуван, несоодветно одржуван и долго време не одржуван, така да имате вака едно чувство дека возите по патишта кои што може се 15-20 години нереконструирани, нерехабилитирани и сето тоа создава една лоша слика за патиштата во Република Македонија. Се чини сето дека тоа голем многу ми пречи, особено кога во последно време веќе ако станав директор, кога ме назначи за директор на државните патишта, ми пречи со оглед на тоа што сепак ние треба да бидеме огледало на државата, а не сме огледало на државата. Ние треба да се трудиме да не да бидеме во ранкот на балканските држави, туку ние треба да го надминеме тој ранг. Тоа била мојата заложба и кога сум бил градоначелник на град Скопје, а ќе биде заложба сигурно и сега во државните патишта на Република Македонија. Се чини дека голем предизвик прифативте со прифаќањето и на новата функција. Се воодушевуваме парцијално на нови автопати, некои кои што се, да речеме, со кус временски период. Зошто? Од причини што забележуваме веднаш потоа пропаднати, па со дупки и се чини дека на назад години не можеме да го одржуваме тоа што ќе го изградиме. Толков ли е голем предизвикот за одржувањето? Што подразбира тоа? Пред да одговорам на ова, ще би сакал да кажам малку како, да речем малку комично, Ми велат, кај се нафативте, кај станавте директор на државни патишта. Јас се велам, од една страна се кинезите, од другата страна се американците, во средината се германците. Во смисол, Синохидро го прават кинезите, тоа е коридор 8, тоа е Кичево Охрид и Фариш Дреново. Од десната коридорот на 8 исто така кога Бихтел Јенка, америчка компанија, Прилеп Битола, исто така америчка компанија, а Штравак, германската компанија е во градско Дреново и према Ранковце. Во секој случај тоа е добро кој што моќни држави кои што тука работат, инвестираат, кредитираат во Република Македонија за изградбата на овие патишта. Она што кажавте во смисол на тоа изградба на нови патишти, одржување на постојните, мислам дека тука соодносот не е добар. Укажувано е, мислам дека и децении наназад, и од Светска банка и од Европската унија, дека ние недоволен процент од средствата кои што ги има јавното предпријатие се вложуваат во одржувањето на постојните патишта.
тоест и државата која инвестира, значи ние покрај тоа што инвестираме во новите патишта, треба исто толку да инвестираме и во одржувањето на постојните патишта. Ние можеби ќе направиме 10 км, 20, 30, 50 км, меѓутоа ако останатиот дел, кој што ако не е одржуван 10, уствари 15, 20, 30 години, создава многу лоша слика. И многу поголем број на луѓе се движат по постојните патишта, по претходно изградени, ајде да речеме, условно кажано, стари патишта, отколку се движат во новите патишта. И таа перцепција е многу лоша кај граѓаните, дека ние практично нашата патна инфраструктура не е добра. Само за информација, значи, јавното предпријатие државни патишта во негова надлежност е некаде околу 5000 километри патишта. Автопати, магистрални, регионални патишта. Ние имаме патишта кои што поминуваат и низ градовите, а ние ги ставаме дека се тие државни патишта. Тоа е конкретен случај. Пред малку имавме состанок со градоначалникот на Кавадарци. Од Кавадарци према Неготино, низ сред Кавадарци поминува регионален пат кој што е во надлежност на јавното предпријатие државни патишта. Тоа не може да биде. Тоа мора да се смени и полека ќе го менуваме, да секој град има забриколница. Многу, да. Многу, да. И фере да кажете. Фере да кажете, состојбата е јасна, која што ја затикнавте како постоечка. Гледаме дека навистина сте многу и активни на терен од 5 јули, 3 или 5 јули, како беше? 3 јули. 3 јули, од кога преземавте, до вчера, може да кажеме, но веројатно и вие забележувате колку многу ќе треба работа и дека ќе треба долг временски период. Но убаво да се почне од негде, нели? Пред се мојата заложба ќе биде на санирање на финансиската состојба. Значи прво што ќе видите колку средства располагат. Значи кога дојдов на 3 јули, на сметката на државното предпријатие имаше 93 милиони денари. Некаде околу 1,5 милиони евра. Што значи тоа за едно такво предпријатие? А долговите, тоест пристигнатите ситуации кои што требаше да се платат. Не збориме оние кои се во тек на градба и треба брзо да пристигнат, туку оние кои се евидентирани беа милиарда и 20-30 милиони денари. Значи повеќе од 10 пати имаме ние долг. Имавме средства на Македонија пат кои што не се платени од февруар наваму. Значи не само на Македонија пат, и на останатите. Значи февруар, март, април, мај, јуни, што не се платени средства. Значи кои што се доспијани, тука може како лестителна околност да бидат изборите, меѓутоа не е тоа. Значи вие треба пред се да мислите на финансиската стабилност на предпријатието. Но и радикално влеговте со раскинување на договори. Второ што би сакал, се извинувам јас. Значи следно што би сакал да потенцираме тоа дека пред се ја го гледам континуитетот на предпријатието. Онаму кај што е застанато треба да се продолжи. Значи да се сними состојбата, што е добро, што е лошо, што можете вие да продолжите, што не може да продолжите, кои се пречките за продолжување. Значи има многу патни правци кои што се започнати и кои што треба да се завршат. Мојот фокус е пред се на оние кои што треба да ги завршиме оваа година. Меѓутоа, пречките се големи. Ги решаваме заедно со нашиот ресорен министер Александар Николовски, заедно со владата на Република Македонија, заедно со Министерството за финансии. Значи, вклучени сме како тим за да можеме тие патишта да ги ставиме во функција, дел од тие да бидат ставени уште пред нова година, пред 31.12. Тогаш... Така интензивно работиме и на останатите. Да не зборувам за Скопје Кичево, да не зборувам за Бекстел Јенка, кој што договор е со специјален закон донесен во парламентот и кој што навистина бара голем ангажман и расчистување на многу нерешени проблеми. Кога сме веќе на темата одржување, ја споменавте и нова година, веројатно тогаш и поевидентна ќе биде работата на Македонија пат, со оглед на тоа дека ингеренциите ги препуштивте на одржувањето, ја поништивте постапката за одржување, велам радикално влеговте и поништивте постапка која што беше во тек. Верувате ли вие на Македонија пат дека ќе одговори на предизвикот кој што го препуштате како одговорност? Години назад сме сведоци на, особено околу нова година, па не да Боже снег да имаме. Пред се ние треба да дадеме на можност на Македонија пат да видиме колку е таа во состојба да ги изврши надлежностите кои се дадени со закон. Значи, за одржување на патиштата е Македонија пат. Меѓутоа, пред малку кажав, ако не им се плаќане од февруар нааву,
тоест им е платено само за плата. Од Македонија пат не може да очекувате вие да ги одржува патиштата. Јас откако сум дојден, одржавме состанок со директорот, со неговиот менаџерски тим, со менаџерскиот тим на јавното предпријатие државни патишта и се договоривме. Веројатно проверивте со што располага. Колку пари ви требаат за пример, за да може да се искоси тревата и вегетацијата околу ова. Веќе не се гледа знаците, кој што рековме претходно, и многу е лоша сликата. Колку пари ви требаат за обележување, хоризонтално и вертикално за знаците. Толку. Колку ви треба за одржување на асфалтниот слој, за крпење, за поголеми делници, поголеми во смисла, не се преку Македонија пат не можете многу големи да правите, за да би можело тоа јавно предпријатие да биде ставено во функција. И можете да забележите, значи од тогаш нааму, дека Македонија пат е активно на терен на патиштата во Република Македонија. Дали со косење, со менување на знаци, со асфалтирање, со крпење на дупки и слично, и ние тоа го мониторираме, тоа го контролираме. Значи не е оставено само еви пари па работите го тоа. Ние имаме и посебна фирма која врши надзор секојдневен на патиштата. Значи во каква состојба се и кога работат Македонија пат што сработили. Покрај тоа, ние ги вклучиме исто така и Министерството за внатрешни работи, делот на сообраќајната полиција. Одржаваме состанок со директорот на Бирото за јавна безбедност, господинот Јанев, со одговорната Маја која што е за сообраќајната полиција и со сите командири, тоест на сообраќајната полиција низ цела Македонија. И да работиме состанок, еден брифинг кој што беше во хотел Хилтон, траеше до 3-4 часа. Исто и тие се луѓето кои што се секојдневно на патиштата и кои што ни даваат информации за состојбата на патиштата и што треба ние да и предлози што треба ние да направиме. Сето тоа, ако дојде до Македонија пат, а ние сме тие кои што сето тоа треба да го изменаџираме понатака, мислам дека можеме да направиме да во најмала рака подобриме состојбата на нашите јавни патишта. Освен асфалтот по кој што се движат возилата, вториот сегмент од јавните патишта се зеленилото и пределите покрај патиштата, што е со хортикултурното уредување, со местата за одмор. Патниците из Македонија може да застанат само на бензински пумпи, на места каде што се плаќа, така наречени кафичи, ресторани или слично. Што е со летниковците, со места каде што може слободно да се застане, да се разгледаат, да се доловат, да се ужива во богатите предели убавени што ги нуди Македонија? Видите, значи Македонија е мала држава. Бензински пумпи имате скоро на многу мали раздалечини, на многу мало растојание меѓу наплатните станици. Така да и деловите на одмор мислам дека се недоволни, а и тие што ги има не се соодветно одржувани и не се соодветно опремени за навистина луѓето да се седнат, да се одморат и слично. Ние работиме на тој проблем, го анализираме и гледаме во каква форма ќе треба да биде. Дали ќе биде со јавно-приватно партнерство, кај што ќе им се овозможи на приватните партнери, сигурно тоа нема да го прави јавното предпријатие, туку да има партнери кои што ќе ги имаат тие содржини каде што може да се седнат, ќе може да се освежат, ќе може да се одморат и да можат понатака да го продолжат патот. Меѓутоа, ние мора да знаеме дека Македонија беше на трансверзалната север-југ. Значи, се што доаѓа од Србија, преку Македонија треба да оди за Грција. Меѓутоа, се забележуваме дека веќе бугарите интензивно работат да го пренасочат тој сообраќај од Ниш преку Пирот, Бугарија, па да влезат во Грција. И затоа ние, што се вели ден порано или вчера, треба да работиме на проблемот, да можеме да ги привлечеме, тоест да ги задржиме и да го зголемиме бројот на патници кои што патуваат низ Македонија. Патувајќи, тие, знаете, има повеќе кратни придобивки за Република Македонија. Почнувајќи од наплата на патарини, почнувајќи од ресторани, од хотели, од дневни одмор. Сето тоа допринесува за развојот на бизнисот, за сето тоа останато. Така да, добра ви е забелешката, работиме на тој проблем, соочене, мислам, евидентиране тој проблем и се надевам дека ќе го решиме тој проблем. Од сето споменато досега, најважна е безбедноста. Кои се критичните точки на македонските патишта?
Па видите, ако земем по статистика, најчесто МВР прави статистика, за жал, според сообраќајните незгоди кои се случуваат, мислам дека една од небезбедните делници е тоа од Градско према Прилеп. Затоа тука има сега две делници, едната е од Градско према Фариш. Фариш е селото кое што е на раскрсницата од Градско према Прилеп, лево кој се врти за Кавадарци, и второто е од Фариш Дреново. Се надеваме дека тие, едната сигурно ќе биде пуштена до нова година, за втората веќе сме во интензивни разговори, во интензивно наоѓање на решение за проблемите кои што се на тој пат, кој што го прави Синохидро, тоа се кинезите. Бидејќи се работили с Дреновска клисура, која што е многу проблематична, има тунел тука, имате косини, имате доста, како да речам, као планински предел е тоа, кој што е многу потежок за пробивање на патиштата. Да не речем исто така, од Гостивар, ако земете, ако годите за Охрид, до Стража, од Стража надолу, исто така, од Гостивар до Стража, проблематичен е тој пат. Поевидентно е летово, повеќе евидентно е летово, гледам дека и граѓаните по социјални мрежи веќе алудираат на тоа кога ли ќе се направи патот до Охрид. Поради тоа што е туристички центар кој што во текот на целата година се посетува. Да, видите сега, ние го правиме Кичево Охрид, ама да стигнете до Кичево исто така е проблематично. Преку Бекстел-Јенка се прави од Тетово па се до Букојчани. Тоа е едно село испод Стража. Не е по постојниот пат, туку директно на лева страна се тргнува лево од Вардар, кога ќе почнете, кој ќе го напуштите Гостивар, одите према Кичево, и од тука, од Букојчани, па се до Кичево, значи тоа е веќе простор кој што моментално за дел од него ние имаме проекти и веќе сме во фаза на евалуација, за останатите проектираме и се сметаме дека ќе биде и тоа некаде готово во февруари следната година, и сето тоа после понатака ќе треба да го тендерираме за изградба. Така да биде целиот пат од Тетово, кој ќе до Охрид, целиот пат да биде покриен. Забележуваме дека постојано сте на терен, веројатно и кога сте на терен, таа присутност е потребна во секоја професија. Во секоја професија, кога лично ќе се запознаете со проблемите, поевидентни стануваат. Може ли кусо да го заокружиме разговорот на што се вие како директор на јавното предпријатие Државни патишта ќе работите во следниот период? Видите, важна е присутноста на теренот од неколку аспекти. Пред се е важно од мотивација на луѓето кои што работат таму. Значи, кој ќе дојде првиот човек на јавното предпријатие Државни патишта или министерот, често идеме со министерот за транспорт и врски господин Александар Николовски, значи тие се мотивираат. Значи е значено тој пат, таа делница, тоа што тие го работат. Второ е важно тоа што доаѓајќи таму ние правиме контрола. Што е завршено, што треба да се заврши. Покрај тоа што ние идеме лично, имаме и луѓе кои што постојано се на терен. И од надзорот, и од луѓето кои што се задолжени од јавното предпријатие да ја пратат изградбата на таа делница. Во следниот период, главниот фокус, кој што ќе биде мојот фокус, и сега моментално веќе почнува да биде, тоа е Кичево Охрид. Ако се трудиме да пред почетокот на летото една од делниците ја пуштиме во употреба. Денеска ќе одиме со Кичево за да ги видиме на таа делница кои се проблемите и како можеме да ги интензивираме. Еден од најголемите проблеми е експроприацијата. Нерешена експроприација, а ние веќе потпишуваме договори. Тоа е рак рана или болната страна на нашето планирање. Второ нешто што сум вака доста посветен, тоа е за Бекстел-Јенка. Потпишан е договорот, воопшто нема експроприација. Нема ние сме должни како држава, сме превземале да им дадеме чиста траса, да се далеководите, каблите, сите тие да бидат истосирани. Меѓу Прилеп и Битола да настане деминирање, бидејќи таму биле балканските војни. Така да од Тетово до Гостивар исто така работиме на дислокација, на експроприација, од Гостивар према Букојчани на пробивање на патот преку сечење на шумата, правење простор за да може да влезат. И третото е довршувањето на 4 делници кои што планираме да ги пуштиме до нова година. А тоа е од Страцин или Чатал го вика, тоа е делот кај што се
врти за Каратово, на тоа најверојатно чатал се вели, од тука до Длобочица, тоа е некаде малку после Ранковци, тоа го прави Штрабак и од Длобочица до Крива Паланка. Тие два правци сигурен сум дека ќе ги пуштиме до нова година, така да луѓето кои што патуваат за Бугарија пред цена на зимување, ќе може да се двојат по тој пат. Интензивно работиме на тоа, заедно со Министерството, да тие бидат пуштени. Исто така има што два патни правци, тоа е едниот од Градско до Фариш, кој што го прави Штрабак, беа закочени процесите со оглед на тоа што не им е платено година и пол. И тие се престанати за работа, машините се веќе не се на терен подолг период, од денеска или од вчера почна да се враќат благодарение на тоа што преку Министерството за транспорт и врски и преку јавното предпријатие се откочи проблемот кој што беше во врска со финансирањето на тој пат. И четвртата делница од Фариш, тоа е од раскрцитата со Кавадарци, па преку Дреновската клисура. Тоа е, рековме, најкритичниот пат, кој што има уште неколку критични точки кои што се надеваме дека ќе ги решиме по проектот. Ако тргнеме по проектот, тие ќе бидат завршени. Меѓутоа на лице место се јавуваат проблеми во смисла на тоа што кај нас кога се проектира не се прават доволно број на геотехнички истражувања на теренот, да се види структурата на теренот и врз основа на тоа да се проектира патот. Пред се мислам на патот кај што има косини, во смисло кај што треба да се помине низ одредени предели, кај што треба да има возвишување, кај што има мали ричиња, кај што треба да се пробиваат планините, и тие косини се проблематични ако не сте направили добри геотехнички истражувања. И тука не е најголемиот проблем на нас. Оно што го слушнавме дека се подобрува начинот на работа, може да заклучиме и на крај само ќе ви посакуваме лесна работа. Благодарам многу. Лесна работа, благодариме што... Лесна работа и среќа. И среќа, да, благодариме што... И Господа ни даде здравје да издржиме во напорите. Па да, во случајот да. Благодариме. Благодариме за гостувањето. Ни остана уште многу прашања, значи дека ќе мора да ве видиме повторно. Благодарам на можноста да споделиме одредени сознанија со јавноста на Република Македонија за надлежностите, плановите, работата на јавното предпријатие државни патишта. Благодариме, Коци Трајански беше тоа.